Градежните работи за железницата кон Бугарија на потегот од Куманово до селото Белјаковце се во полнек. Попрецизно изведувачот австријски Штрабак веќе привршува со целосното оспособување и пуштање во употреба на 31 километарската делница. Предвидувањата се дека до декември работите би требало да завршат во целост, барем градежните. Имаат прогрес од прилика околу 90%. И оно што тие го изведуваат, можам да кажам дека на високо професионално ниво и се ориентирани кон целта, кон завршување на оваа делница, добро моде за сега. Во селото Шупли Камен се работи на прицврстување на шините и поставување сигнализација со опрема и машини кои ги нема во земјава. Куманово Белјаковце е првата од вкупно 3 делници кои треба да се изградат за да се дојде до бугарската граница. За секоја делница имаше посебен тендер, односно така наречен лот. Ако работите по првиот лот привршуваат, тоа не може да се каже за вториот. Од Белјаковце до Крива Паланка гради турската компанија Гюлермак. Според домашните власти, рокот за изградба на пругата е октомври 2026 година, но вела дека е многу веројатно и рокот ќе биде пробиен. До сега, прогресот е едва и 20% од предвиденото. Директорот на инфраструктура Синиша Ивановски е многу директен во оценката за тоа зошто работите се одвиваат бавно. Вели, така е затоа што изведувачот Гюлермак, наместо на изградбата, со помош на надзорот, фирмата ИРД Engineering, се фокусира на фактурирање пенали кон државата. Еве ќе кажам еден банален пример за некои 3 возила од марката Hyundai кои што они ги набавуваат за предпријатието да вршиме надзор, моментално прават фактура на 300.000 евра. Ние се бориме цело време дека 3 обични возила и за 3 години користење не се 300.000 евра, туку се многу помалку и нивниот фокус е кон такви варијации. Или 5 милиони евра имаше сега брзо за некој мост и целијата енергија ја насочуваат према тоа. Одговори за обвинувањата на властите побаравме од ИРД Инженеринг и Гюлермак, но од таму не добивме никаква повратна информација. Од Белјаковце до Крива Паланка би требало да има пруга во должина од 34 километри, која ќе ја чини државата 155 милиони евра. Овде треба да се изградат нови мостови и да се реконструираат оние кои биле започнати при првиот обид за изградбата на пругата во 1996 година. Предвидена е изградба на 15 тунели, а токму на изведбата на еден од нив кај селото Кетенево присуствувавме и ние. Проектантот кога ја проектирал трасата и пругата, предвидел дека ако има само насипи, со тек на време би можело да дојде до оштетување на самата траса и да целата земја падне на самата пруга и затоа предвидел да тоа се покрие, се формира тунел и да се покрие артифицијално од наша страна за да не дојде до некое нарушување на целата околина во пругата. Додека Штрабак завршува со работите на делницата 1, а Гюлермак пробива тунели и реконструира мостови на делницата 2, за третата делница, од Крива Паланка до границата со Бугарија, не е избран ниту изведувач. Рокот на важење на понудите истече завчера, а премиерот Христијан Мицкоски јасно стави до знаење дека нема намера да потпише договор со кој било од заинтересираните. Првиот човек на владата тврдеше дека имало обид да го подкупат, иако не испрати пријава до обвинителството, а го проблематизираше и проектот. За коридорот 8, секцијата 3, пругата, беше врз мене, имаше обид за да ми биде понуден подкуп, со кој што јас, како претседател на владата, би потпишал прифаќање на оваа тендерска документација. Третиот дел е најсложен за градба. Иако е најкраток, со само 23 километри пруга, поради тешкиот планински терен, предвидена е изградба на 22 тунела и 51 мост. Трасата поминува низ Крива Паланка, каде на влезот на градот, на ридот од левата страна, е предвидено да биде главната железничка станица. Но за да се започне со изградба, пречка се 20 на куќи и помошни објекти. Да е апсурдот поголем, сите се дивоградби, но мора да се врши експропријација.
тие се наоѓаат на самата траса, каде што не може да се изместат. Имаше некои што успеа со некои репроектирање градот повамка ради да се сменат пристапни патишта, да се спасат куќи, така да тие што остануваат се на самата траса каде што не се дозволува теренот за да бидат спасени. Токму на местото каде што би требало да биде железничката станица, имавме можност да разговараме со две повозрасни жени кои изморени од дневната прошетка, место за одмор нашле под околното зеленило. И тој не знам дали ќе биде оно убаво да се направи, ама кога ќе биде ние стари неќе да дочекаме. Млади нарка дочекат па сега ќе нели така. А пругата нема да ја биде. Пругата нема да биде за нас. Него е било, нема да го биде. А младите ќе ја дочекаат ли? Ќе ја дочекат, да си ја дочекат. Благосилјаме да млади да си дочекат. Продолживме да се движиме по трасата, каде што би требало да поминува возот на релација Скопје-Софија. По станицата предвидена изградба на 2 моста и неколку тунели. Меѓу нив и тунел кој би требало да поминува под самиот град. Под големото брдо, тоа е доста би бил долг, поминува буквално под сите тие куќи што ги гледаме у позадина. Дали имам искуство како земја со градење на такви, предпоставувам дека ќе биде предизвик. Па да, би било предизвик општо цела трета делница за било кој изведувач, така да верувам дека би го градели искусни компании што имаат искуство за градење на овој тип на објекти. По излезот од Крива Паланка, пругата продолжува кон соседна Бугарија. Двете земји треба железнички да се спојат на средината на тунел кој во моментов не постои. Секоја страна треба да си ја ископа својата половина. Според веќе постоечкиот проект, токму на ова место би требало да заврши пругата од коридорот 8 од македонска страна. Тука се работело пред 30 години, а за тоа сведочат овие објекти кои се оставени од поранешните големи македонски компании кои работеле на пругата. Тука се наоѓа и фамозниот тунел, за кој веќе говореше премиерот Христијан Мицкоски и министерот за транспорт Александар Николовски. Овде природата го направила своето. Некогашните куќарки за работниците на градежните фирми сега се домови за животни, а пределот пред карпата во која бил пробиван тунелот, покрај решетката која го покрива влезот, со текот на годините се претворил во мочуриште. Околните викендаши го користат за наводнување на бавчите. Кога и како ќе се заврши оваа делница не е јасно. Новиот директор на Железници инфраструктура вели дека земјава останува на заложбата да ја заврши пругата, но за остварување на целта потребно е проектот да биде изводлив. Дополнително, проблем лоцира и во соседството, кај официјална Софија. Немаат превземено никакви до моментов градежни активности, нито нешто посебно проектирано, ништо посебна желба од нивна страна, а не сме имали никаква комуникација директна, да видиме кои се нивните планови. Но приложеното на терен гледаме дека ние ќе потрошиме скоро 600 милиони евра граѓански пари за тунел кој што не е добар, за траса која што завршува во никаде и што нема да предонесе ништо посебно за економијата на оваа држава. Ивановски предупредува дека евентуалното продолжување со работа на постоечкиот проект, за кој вели дека е лош, би значило дополнително заглавување на земјата. Дополнително, проектот имал толку нејасноти и недефинирани работи, што на тендерот не се пријавила ниту една фирма од западниот свет. Ако ние го избрзаме почетокот при недобри технички услови, ние многу ќе го пролонгираме крајот. Подобро да се пролонгира почетокот уште една година, па и до 2 години, да имаме сериозни реализирани предуслови, да имаме чист терен на изведувачите, па да го завршиме ако треба и 2 години подоцна, отколку да го почнеме сега, да немаме кај ќе бидат депониите, да немаме пристапни патишта, да немаме доволно добри и прецизни геомеханички истражувања направени на теренот, и тоа е супер, ние ќе отвориме тендерот, ќе почнат компаниите нека работат, меѓутоа ќе направиме ново киче во окрет ако не е подолго тоа. На бугарска страна постои железничка пруга од Софија до Гиешево, близу бугарско-македонската граница. Иако е стара, таа е функционална и по неа се обраќаат возови. Од Гиешево до фамозниот тунел на границата со Македонија, потребно е да се изгради пруга од околу 2 до 2,5 километри.
Тврдењата се дека Бугарија тоа може да го заврши во периодот додека на македонска страна се работи на финализирање на втората и третата делница од пругата Куманово-Деве Баир. Паралелно се подготвува и модернизација на пругата од Софија до границата со земја.